Здраво, ова е 317-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален кратокосрт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Dune Part 2 од Денис Вилнев, во кој станува збор за Пол Атридис, глумено од Тимоти Шаломе, кој е реобединет со Чани, глумено од Зендеја, кој се обидува да ги придобие фрименците на своја страна, со цел не само да го исполни преданието за нивниот спасител, кој ќе ги поведе кон ветената вода, туку и да се одмазди на злосторниците кои ја имаат сотрено неговата фамилија. Тој тренира со жителите на пустината со цел да ги совлада вештините на јавање на пустински црви, за да оркестрира напад над империјата на баронот Харконен, глумен од Стелан Скарсгард, императорот, глумен од Кристофер Волкен и нивните поданици. Нема потреба да го истакнувам значението кое го имаат 6 книги на Френк Херберт од овој епски научно-фантастичен книжевен серијал кој го доработија Брайан Херберт и Андерсон, но постаментот на Херберт веќе стана културолошки феномен кој му нема рамен. Со оглед на тоа што е заснован на неговата авангардна реч, многу режисери кршеле копија додека воделе симултани војни со студијата да создадат доследна адаптација на творбата на Херберт, да остават свој авторски белег, но и да ги задоволат клиентелистичките потреби на студиото, невидливи обврски кои доаѓаат со понудената можност да се снима со 200 милионски буџет. Линч се деморализираше со неговите заврзани раце, питорескниот Жодоровски беше умобол за студијата, а сите ќе се согласиме дека ТВ серијата на Дина е избришана од колективното несвесно. Вилнев веќе еднаш докажа дека може да биде профитабилен автор за Warner Bros. И му беше доделена довербата да се коцка со енормниот буџет по втор пат. Во второто поглавје акцентот е ставен од една страна на љубовното сплотување на Пол и Чани, љубов која се раѓа насреде реваншистичка војна, одмаз до љубив порив кој тлее во Пол, кој се одвестува на преданието за спасителот, кој според пустињаците Фримен треба да се појави и да ги предводи до ветената вода. Пол се декларира дека е избраниот предводник, делејќи го таборот на скептици и религиозни фанатици, што оваа доктрина Чани знае дека става мета на челото на избраникот и стравува дека некој ќе го злоупотреби приматот кој го добива преодредениот избраник, кој треба да подлегне на серија тестови дека е подготвен да се бори рамо до рамо со пустинското племе за да ја добие нивната поддршка. Во првата Дина фокусот беше на превласта за тоа кој ќе ги жнее бенефитите од поседот на вселенскиот зачин, кој е благороден комодитет, наговестувајќи ја од маздата на Пол, кој ќе ја отпочне поради ликвидацијата на неговата фамилија од страна на хегемонистичкиот барон Харконен и императорот. Непомирливоста на Пол е евидентна и штом го испие магичниот напиток и се стекне со способноста да гледа во можните иднини, ќе го установи постоечкиот потфат кој може да ги носи до недостапните предели на дожд и мориња, кои се само сни за преживувачите во пустината. Таа жет е неподнослива, каде секоја капка вода се цеди и складира во пештерските бари со надеж дека еден ден нема да има потреба од таа намена затоа што ќе има вода во изобилие во ветената земја. Далекосежната визија ја има Пол, во чиј избор треба да се лојални војниците, кој пак има дилема од атак кон југот затоа што веќе има визии на пораз на тоа бојно поле. Така што растргнат е овој млад лик, кој треба да го направи херојското патување на Кембл, налик Лук Скајвокер, да се изгуби и пронајде себе си променет, но исто така мора стратешки да ги избере најполезните одлуки со најмалку негативни реперкусии, преименувајќи го новиот идентитет како Муаддиб, односно Усул. Сепак, не смее да биде занемарена колизијата помеѓу подреденото домородно племе кое се бори да ја задржи својата земја, наспроти ненаситните потреби на империјата, која непоштено ја узурпира природата за своите потреби. Во контекст на градењето на мегаломански светови, холивудските студија, единствено на Ридли Скот и Джеймс Камерон им ги даваат овие астрономски буџети да се препуштат на градење на целосни светови, во чие друштво може да се додаде и Вилнев, меѓутоа, освен што ги бива овие режисери да создадат микроскопска димензија на приказна, тие умеат да стават на две нозе протагонисти за паметење, кои имаат јадеш и дилеми, како и препреки кои мора да ги надминат, а Вилнев сметам дека непотребно се задржува на секој спореден лик да му даде незначителна намена во делото, застранувајќи ја љубовната приказна, односно престолонаследната арка.
Не дека нема доволно место за нив, има. Проблемот е што не се максимално искористени прекумерните споредни ликови кои се појавуваат да кажат некоја ситна реплика која испарува по изрекувањето. Секоја античка трагедија не може без своите вештерки и нивните окултни сплетки, односно Бене Џезерет, како што се наречени во филмот. Љубовта е таа која мора да страда според нелојалната одлука на Пол, стратешки да ја исполни својата благородничка обврска за да го задржи мирот помеѓу фракциите, земајќи ја раката на ќерката на императорот, именувана Урулан, односно глумена од Флоренс Пју, што се разбира дека ги сведува неговите љубовни изјави во претходните 2,5 сати кон Чани на бесполезни сладкоречиви невистиности и скривувачко средство за да се дое до преодредената цел. Кога е фотографијата во прашање, безпредметно е да се дискутира за низината убавина, затоа што снимателот Грег Фрейзер, кој претходно ги има кадрирано Foxcatcher, Vice, Zero Dark 30, The Batman и првата Дина, умее да нишани со Alexa 65 и LF за IMAX кината и да работи на 70 мм филмска лента, така што енормните дини и минорните луѓе во споредба со нивната гигантност во овој минималистички пристап се величествени прикази, кои никој не може да ги обезвредни, така што секоја апологија за визуализацијата е издржана, особено во играта со контрастот во интериерите. Кој што сака нека рече да се јава Шај Хулут во кадар и нападот на чиновските црви на империјата се сцени со кои ниту еден друг филм не може да се пофали дека ги поседува. Една ваква исклучителна визуализација бара да биде проследена со импозантен музички скор, за да се добие целокупното доживување и транспонирање во овој зачинет волшебен свет, а Ханс Зимер е компетентниот композитор кој го начнува ориенталниот мелос во почетокот на филмот, особено со примената на дувачките инструменти, за која ќе започне воената офанзива да го слушнеме неговиот торжествен галоп на перкашен, проследен со женски хорови. Така што громогласната оркестрација е се присутна, но исто така може да наслушнеме интимно прокапување на ноти во сцените во кои се раѓа љубовта, односно на доаѓа напливот на визија на Пол, или се осамнува насреде пустинската ноќ пред исчекувањето на престојниот воен потфат, така што Зимер ја обојува бесконечната пустина со ехот, која прави симбиозата со визуелните прикази. Меѓутоа, треба да се разграничи еден факт, а тоа е дека Вилнев прави спори провидни филмови, не снима slow cinema, нали, капичот пон гитар. Кај него, пролонгираниот кадар е само средство за подолго задржување на вниманието на гледачот на прекрасниот мизансцен, со тоа што во монтажата на Џо Уокер, неговиот постојан соработник, споредните ликови ги гледаме како да се дел од некој трейлер, наспроти долгорочниот престој во пустините, со што само се пролонгира херојскиот подвиг на Пол. Слободно речете дека арбитражно е моето негодување во монтирањето на филмовите на Вилнев, но јас ќе стојам на тврдењето дека нема да загуби од својата епштина, делото и при концизно времетраење. Кога се опрашање филмовите на Денис Вилнев, јас сум голем поборник на остварувањето од почетокот на неговата кариера, односно фестивалските филмови, доека го гради својот стил, наспроти блокбастерските коски кои Холивуд му ги сервира, па затоа сум поголем љубител на малите филмови со кои започна да бара пред се собствен израз, отколку 200 милионски Луна парк атракции, секој со своето. Кариерата ја започна снимајќи музички видеоспотови, а првите долги филмови му се на преминато на 2000-та година, односно двата филма на сообраќајни несреќи. August 32nd on Earth од 1998 година за роуд трипот за завременувањето на најдобрите пријатели во пустина, кој беше прикажан во селекцијата на Certain Regard на Канскиот филмски фестивал, и Maelstrom од 2000 година за девојката која по потопувањето на автомобилот во вода се запознава со лик кој ќе овозможи да ги собере парчињата од незиниот веќе скршен живот во надолна линија од претходно. Добитник на наградата в пресци на Берлинале, наградени на ТИФ. 2000-тите ги комплетира со два исклучителни филма, едниот е Црнобелиот политехник од 2009 година за масакрот кој се случува во училиште во Монтреал, кој беше прикажан на Канскиот фестивал, и мојот најомилен негов филм Incendies, филм за патешествието на близнаци во Блискиот исток во обид да дознаат
повеќе од семејната историја и го исполнат аманетот на нивната мајка, награден на Palm Springs, TIFF и Венеција, номиниран за BAFTA и Оскар. Од тука паѓа артистичкиот потенцијал на Вилнев и влегува во машината на студискиот систем, каде отворени му се вратите да се игра со скапите играчки, да снима популистички филмови со иземена естетска вредност, како што е трилерот Prisoners од 2013 година, кога започна моето гневење за неговите долги и провидни филмови, киднапирање и реваншизам кој можеше да ги реши во саат и пол, а не во 2,5 сати. Филм за кој Роџер Дикенс беше номиниран за Оскар. Истата година го сними филмот за дупликатот на ликот на Джек Джиленхол во Enemy, награден на Сиджес, кој можеше да биде и краток филм и повторно да не загуби од суштината, доколку има пајак, се разбира. Во 2015 година го сними Сикарио, филм за FBI агенти во борба против шверцањето на дрога на границата помеѓу САД и Мексико, кој има впечатлив пролог и откако ќе ги погледнеме мртвите тела, комплетно ме андрира филмот, како и останатите негови преувеличени творби, селектиран на Кански и на браќа Манаки со 3 номинации за Оскар. Во 2016 година се насочува кон научната фантастика, каде мислам дека има поистакнат авторски белег, најпрвен во Arrival, филм за контактот со октоподските вонземјани, награден во Венеција, Palm Springs и EFI, кој освои Оскар за монтажа на звук. Наредната година го сними Blade Runner 2049, филмот за откривањето на тајните на репликантите со потрагата по Рик Декарт, кој освои Оскар за фотографија и визуелни ефекти, потврдувајќи го правилото дека неговите филмови се спектакл за очи со предвидливи и невпечатливи дејствија. Во 2021 година го сними првиот дел на Дина, во кој започна борбата за вселенскиот зачин, за кој освои 6 Оскари, филм кој не успеав да го рецензирам во видеологија, но затоа имате негова рецензија во мојата радио емисија Дансе Макабре. А во најава се филмовите од него Nuclear War, A Scenario и Клеопатра, на кои наводно веќе влезем во предпродукција, и најавени се адаптацијата на космонотското дело на Артур Си Кларк Рандеву и драма и продолжението на Дина, Дюн Месаја. Што од овие филмови ќе биде комплетирано во оваа деценија, останува да видим. Така што Вилнев ја започна кариерата со впечатливи инди остварувања, влезе во студискиот систем со крими трилери и денес снима научно-фантастични блокбастери. Ања Тейлор-Џој ја има во Flash Forward сцените, која треба да ја глуми помладата сестра на Пол во Дюн, Part 2, која е застапена во книгите, но редуцирана е на гласот на нероденото бебе, а нејзиниот татко глумен од Тим Блек Нейлсон, иако има снимено сцени, го имаат отфрлено во монтажата Вилнев и монтажерот, така што во плејадата на ликови има многу споредни улоги во филмот кои имаат улога само да се појават и да умрат најчесто, без да направат значителен придонес по дејствието, дури озогласениот барон Харконен кој беше подигнат на култот кој го имаше капетанот Курс во Апокалипса сега во првата Дина, во втората е решен на експедитивен начин, не баре неговата монументална корпорацијска злоба се решава со едно сечење на грклано, што во книгата беше привилегија на Алија за местото на антагонистот во втората да биде заземена од неколкумина, дали императорот или неговите војници. Меѓутоа, Остин Батлер, кој глуми Фейд Раута, е прималниот социопатен непријател кој ќе го предизвика на двовој пол. Барем Вилнев ја симна капата кон Дейвид Линч со сцената во која на лешот на Харконен мравки излегуваат и влегуваат во неговото уво, што беше дистинктивна аналогија кон Blue Velvet, односно дел од поетиката на Линч. Авторот на првата адаптација на Дина, кому рацете му беа врзани од страна на студиото за адаптирање на филмот, Жодоровски пак е неконтролив од страна на студиото и цел живот е на зачин, така што авангардата која му фали на Вилнев, кој несомнено дека умее да сними филмот кој ќе болат очите од погледнатата убавина во секој пустински кадар, но ја нема психоделијата, односно авангардата која книжевното дело ја бара од секој што ќе се осмели автентично да го екранизира. Неспорно дека Вилнев знае каков материјал адаптира и умее да направи собствена визија, па во соодносот со неговиот прв филм можем да направиме една аналогија која се однесува на првиот Alien со вториот, односно првиот Терминатор со вториот, кога приложението содржи повеќе акција на сметка на атмосферата од оригиналното дело, каков што е и случајот со вториот дел на Дина, визави првиот, иако сродна е транзицијата помеѓу двата филма, не баре се снимени во ист временски период, иако не е тоа случајот бидејќи студиото сака да ги обезбеди најпрво милионите од киноблагајните пред да додели продолжение.
Веќе имаат 700 милиони за вториот дел, што повеќе сакаат овие филмски императори. Филмот е блокбастер, што значи не му се потребни филмските фестивали за промовирање. Веќе Warner Bros и Legendary фрлија стотици милиони за промовирањето на филмот да игра во големите киносали и да биде филмското доживување на големо платно на годината. За жал го на временскиот тестенс да биде во конкуренција на Оскарите за оваа година, но затоа ќе биде најголем конкурент за техничките Оскари за наредната година, кој ќе ги добие без конкуренција. Епски научно-фантастичен филмски спектакл, кој е продолжение на сагата за младиот воин, избраник да го предводи народот кон спасение и при тоа да го одмазди третманот на неговата фамилија од алчната империја. Од пишаното нема бегање, но по која цена е предвидено да се владее со светот. Ако морам да го евалуирам, тогаш Dune Part 2 од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 317-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуалната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!